За мене представува задоволство кога ќе можам да посетам нешто што веќе се гледа, а претходно било ветувано и за жал не било реализирано. Посебно импресивно делува ова што го кажа градоначалникот Дарко. Исто така за мене посебен впечаток остави, како што тој рече, очистената џунгла во коритото на река Серава подолу, средина во која што живееле одека жителите во населби село Радишани. И ќе продолжи понатаму тоа да се следува. После подолго време луѓето виделе дека има и мост и дека има и вода во речното корито, односно дека постои река. За жал, изминатите 4 години тоа било комплетно напуштено и запуштено, би рекол така. Ова што се прави во училиштата, ова што се прави за луѓето кои што сакаат да се занимаваат со спорт, ова што се прави со реквизитите и играчките за децата во градинките, наистина дело импресивно. Продолжуваме и понатаму да работиме. Она што го гледам од страна на нашиот политички противник е дека ги критикуваат тие мои посети и оние, би рекол, склапо платени со украдени народни пари ботови кои што пишуваат на социјалните медии, само ќе им порачам дека ќе продолжите уште долго да ме гледате и уште долго ќе реализираме успешни проекти, затоа што ВМРО ДПМН тоа што го ветува и го исполнува, а СДСМ тоа што го ветува го краде од народот и никогаш не го исполнува. За жал, уште долго ќе ме гледаат и уште долго ќе реализираме проекти кои што граѓаните ги бараат од нас за довербата која што дадоа на локалните, а многу скоро денеска и на предвремени парламентарни избори. И благодарам. Денеска Ковачевски за еден час од сега ќе го прими мандатот, ќе почне и официјално постапката за формирање на нова влада. Какви се вашите очекувања од новата влада и од новиот мандатар? Продолжува заробената држава, продолжува хибридниот режим. ВМРО ДПМН е политичка партија со најголема пратеничка група во парламентот. ВМРО ДПМН е партија со најголем број градоначалници, 3-4 пати повеќе од СДСМ, со најголем број советници во општините, но ете, Пендаровски продолжува да биде дел од хибридниот режим и од заробената држава и одлучува да му го даде мандатот на лице кое што нити учествувало на избори, нити пак е побарало довербата, нити пак има било каков народен кредибилитет и легитимитет да биде тоа што, еве, како што вие велите, за еден час од сега ќе го добие мандатот. Очекувам да продолжи заевизмот, бидејќи освен оној поклон кој што го видовме, освен обраќањето кон неговиот претходник со председателе, ловориките и глорификацијата, друго ништо не слушнавме. Видовме некои луѓе кои што биле во подолните ешелони на СДСМ, кои што сега се во извршниот комитет на или како се вика извршниот одбор на СДСМ, кои што му даваат поддршка на Ковачевски, така што ако ме прашате дали очекувам некој поголем пресврт, мојот одговор е не очекувам, напротив, очекувам продолжување на слободниот пат и продолжување на заевизмот кој што беше жестоко поразен на 2 пати во првиот и во вториот круг на последните локални избори. Дали може да очекуваме средба меѓу вас и новиот мандатар Ковачевски наскоро? Па, доколку би бил поканет, би отишол на една таква средба. И еве однапред ќе ви кажам, мојата порака до него е и совет да прво како колега, бидејќи како што имам информација и тој предава на еден од приватните универзитети во Скопје, да излезе на избори, да добие кредибилитет и легитимитет од народот, бидејќи народната волја е она која што во политиката дава или зема, а не Зоран Заев и Стево Пендаровски. Мојот совет кон него е, и доколку не ме повика, не се охрабрили, не добие насока од Зоран Заев да ме повика на таква средба, мојата порака до него е да се охрабри, да не биде затворен Нелинденска број 2, да ги гази дебелите црвени килими и да залегне во кожната фотелја, да излезе на избори, на предвремени избори, заедно да видиме, доколку неговата политика добие поддршка, јас ќе бидам првиот кој што нему ќе му честите, ќе му посака успешен мандат. Во спротивно ќе треба да ја напушти таа позиција и да остави луѓе кои што се кадарни да ги решаваат проблемите на граѓаните да ги решават. Подошла на избори ново раководство, ваш коментар околу тоа? Па кажав во првото прашање, очекувам продолжување на политиките на заевизмот, неуспесите, немањето стратегија, визија. Имав прилика да слушам вчера едно интервју на Ковачевски. Стерилно, буквално не можам да препознам некоја политичка лидерска реченица која што
ќе можам да ја коментирам, затоа и велам ќе се задржам на одговорот на првото прашање дека очекувам само продолжување на политиките на заевизмот и ништо друго. Господин Мицковски, антикорупцијска го пријави Рашковски дека земал награда од 50.000 евра, ја пријавил како 5.000 евра. Кој е вашиот коментар на ова? Па нели Зоран Заев велеше дека нема почесен човек од Рашковски, неговиот секретар на влада, и дека тој стои цврсто позади таа негова позиција и став дека Рашковски не се огрешил пред законот. Ево јас како инженер точно ја знам вредноста на тоа возило и така бесрамно да се лаже, наистина представува скандал и ги повикувам институциите тоа да го истражат и веднаш да покренат постапка, бидејќи само така ќе докажат дека се непристрасни и дека се надвор од политички влијанија. Во спротивно ќе покажат уште еднашка зашто сме ние хибриден режим, 111 на скалата на Транспарентност Интернационал, без функционално судство и без функционално обвинителство. И за жал ќе продолжиме да ги разочаруваме граѓаните кои што од чии што пари се полни буџетот, а тој буџет ги плаќа овие политичари кои што се дел од овој хибриден режим како Рашковски и останатите. Владата најави дека ќе додели 45.000 ваучери од 1.000 денари за справување со енергетската криза. Ќе помогнат ли овие ваучери за справување? Тоа е уште една од оние политики купи ден продај на нова влада. Не очекувам ништо спектакуларно да понудат, бидејќи реков немаат нити стратегија, нити па знаење за било што. Сиромаштијата која што е се присутна во Македонија може да се надмине само доколку се работи, доколку има реформи, доколку се работи честно, транспарентно и доколку се работи за интересите на граѓаните, а не за интересите на неколку фамилии кои што се дел од владеачката структура на СДСМ и власт.